Нема официјален одговор зошто Министерствата за животна средина и економија повторно бараа мислење од општина Гевгелија за прашање по кој општинските служби веќе дале негативен одговор. Двете министерства од гевгеличани побараа став за деталните геолошки истражувања на планината Кожув, но и за отварање на капацитет за преработка, рециклирање на РДФ отпад за производство на пелети за РДФ гориво. Изненадување беше и за граѓанските активисти, но и за советниците на Гевгелија, кои мораа да расправаат за веќе елаборирани прашања и повторно да дадат негативно мислење. Мислењето на гевгелиските советници не го сменија ниту представниците на ПИП Индустријс кои го објаснија целиот проект. Алтернативно гориво, кое што според составот содржи 51% хартија, 15% пластика, по 14% дрво и мешавина од картон, пластика и хартија, текстил 6%, органска материја 0%, што значи дека немаме распаѓање на органска материја и немаме мирис. Немаме ослободување на прашина, единствено што се прави тоа е пресување. Не се додава вода, не се додаваат адитиви. Зошто правиме пресување? За да зголемиме моќта на самиот материјал, да биде да ослободи поголема енергија. Пред советниците бе и граѓанските здруженија. Не одстапе од мислењето дека во Гевгелија не требат вакви капацитети. Супер проект, ама нека си го направат на некој друго место. Ова гледаме дека им треба само една халичка, некоја да стават опрема и процесот да отиде, да тргне. Во Гевгелија не смееме да дозволиме заради нечии други интереси на некои компании што преработуваат такво гориво, дали се тоа фени или цементара во Скопје, преработката ова е отпад. Во секој случај ни кажа дека е отпад и знаеме дека е отпад. Гевгелија се одликува со други карактеристики, најчистиот град во Македонија. Значи, ние веќе бевме присутни еднаш на оваа дебата. Си имавме свој став со кој што излеговме јавно и ние сме против отварање за оваа фабрика. Бевме јасни и не планирам да повторам уште една се изјавам, че тоа е нашиот став. Летово општина Гевгелија даде негативно мислење за отворање на капацитет за производство на РДФ гориво, а за детални геолошки истражувања на планината Кожув дури 2 пати советот расправаше и даде негативен одговор дека не треба да се вршат истражувања за метал на оваа планина.